Почитувани, ви се обраќам во името на Советот за образование и наука на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Повод за ова наше обраќање се актуелните состојби во високото образование. Во врска со недавнешното формирање на Одборот за реформи на високото образование од страна на владата на Република Македонија, прашуваме: што е целта на ова тело? Дали ова тело ќе го дорасипе она што преостана после владините реформи од високото образование? Нам не изгледа лицемерно формирањето на ваков одбор, дури сега, после 6 и кусур години занемарување и злоупотреба, откако на високото образование му се нанесоа неповратни штети. Да подсетиме како досега Министерството за образование го третираше високото образование. Не се уплаќаа средства за организирање на практичната и лабораториската настава на факултетите за кои таа е неопходна и насушна. Бројот на финансирани научно-истражувачки проекти беше срамно мал. Не финансира учества на конференции и студиски престои. Финансиски не се помагаше изработката на магистерските и докторските работи. Не се плаќа сметките за грејење на факултетите од јавните универзитети, а последица од тоа се намалените плати за академскиот кадар кои патем од 2001 година не беа зголемени. Платите во високото образование доцнат повеќе од законските ограничувања, како што беше случајот со овој месец, со исплатата на платите во високото образование за месец октомври. Да се подсетиме што правеше оваа влада. Отвораше разноразни дисперзирани студии и потоа ги затвораше. Отвораше лаборатории во најголема политичка и медиумска помпа, а притоа на граѓаните на Република Македонија. Таа не им кажа дека ги набавила лабораториите сосема недомакински, дека набавувала лаборатории дупликати, дека некои лаборатории не се ни отпакувани, а други се отстапени на владење на ненаучни и необразовни институции. И конечно, не ни кажа дека опремата ќе ја плаќаме сите овие години. Финансираше издавање на скапи и во голем дел нестручно преведени странски учебници, од кои некои со неоправдано голем, а некои со неоправдано мал, а некои и со недеклариран тираж. Финансираше сосема неоправдани, неодржливи, прескапи и веќе замрени проекти од типот компјутер за секое дете. Поради сето ова и поради фактот дека одборите чинат пари, сметаме дека формирањето на тој нов одбор може само да ги влоши работите и да биде дополнителен трошок врз грбот на граѓанинот и врз буџетот на Република Македонија. Затоа, наместо формирање на одбор за реформи во високото образование, Советот за образование и наука на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од министерот Кралев бара веднаш да започне со финансирање на повеќе научно-истражувачки проекти, да ги врати стипендиите за учество на научниците на конференции, финансиска помош да даде за помош за изработка на магистерските и докторските дисертации. Најтно да ги плати сметките за парно грејење на јавните универзитети, без притоа да предизвика намалување на платите во универзитетите. И конечно да ги плаќа платите во законскиот рок. Од премиерот Груевски бараме да се откаже барем од последните 5 споменици и барокни фасади. Со тоа ќе го врати достоинството на професијата професор, ќе го помогне создавањето на јадрото на подмладокот во науката и ќе го спречи масовното одлевање на мозоците од Република Македонија.